Македонскиот јазик по 4 години се врати во институциите на Европската Унија. Наместо надписот треба да се дефинира, во графата помеѓу земјите кандидатки е наведен македонскиот јазик во водичот кој го користат институциите и дипломатите во Брисел. Македонскиот јазик се врати назад во водичот на институции, администрација и дипломатите во Унијата. Измената следи по скандалот во 2009 кога под силен грчки притисок во категоријата јазици кај државата за македонскиот јазик стоеше недефиниран. Од Канцеларијата за публикации во Брисел беше објаснето дека ваквата промена во речникот е направена на барање на грчките власти поради спорот кој го имаат со нашата земја. 4 години подоцна бриселската администрација практично ја призна грешката и го врати македонскиот јазик во водичот заедно со официјалните јазици на останатите земји кандидати за членство. Ова не е единствениот обид за преименување на македонскиот јазик под притисок на грчката дипломатија и во овој случај, како и во претходните, следеше жестока реакција од македонска страна за исправање на неправдата. Пред неколку години во Обединетите нации исчезна терминот македонски јазик. Во личната карта на земјите членки, местото каде стои опис на државата, јазикот и населението беше празно. Откако реагираа македонските власти, од Обединети нации објаснија дека е направена ненамерна грешка. Терминот македонски беше вратен во личната карта, а потоа стигна писмено извинување лично од генералниот секретар Бан Ки Мун. Инаку, според привремената спогодба од 1995 и резолуцијата од Обединети нации, стои дека спорот меѓу Македонија и Грција е единствено за името на државата. Прашањето за идентитетот, јазикот и нацијата никаде не се споменува.